Огромна е честа да се види градоначалникот заедно со граѓаните да ја пресече свечено оваа лента за пуштање во употреба на општинската зграда. Веруваме дека ова е првиот градоначалник што го направил ова, бидејќи сите останати градоначалници кога ќе ветат исполнуваат. Освен нашиот кој ветува и не само што не исполнува, туку по неколку пати може да се задлужи за една иста работа и да не ја направи. Ние го имаме најдобриот градоначалник на светот. Кога нешто ќе вети, ветено е, ама дали е исполнето? Тоа и не е толку важно. Важно дека е светски првак во ветување. Така и со овој проект, општинската зграда, така беше и со затворениот базен и експроприацијата на земјиштето. Да потсетиме дека ја задолжи општината Куманово со над 3,5 милиони евра за да се завршат овие три проекти. Сега кога ќе се потсетиме, малку ни е криво и веруваме дека можеше да се задолжи повеќе, а со тоа да вети уште некој проект. Ова е уште еден во низата проекти корисни за граѓаните како што е затворениот базен. Градоначалникот во текот на жешкото работно лето, кое веруваме го помина многу напорно со реализација на проектите во канцелариите на новата општинска зграда, наместо да плива со граѓаните во базенот, тој одлучи да не им смета и да отиде на море, а граѓаните ги остави да пливаат во долгови. Куманово моментално е град кој се распаѓа. Не само однадвор инфраструктурно, туку и одвнатре плива во долгови. Куманово стана пример за другите општини како се местат тендери, како високи партиски функционери од врхушката на СДСМ земаат тендери, како за паркинг системи се даваат тендери од над пола милион евра на блиски партиски соработници. Куманово стана пример за град во кој ништо не се работи, а се останато е оставено на немилоста на времето и функционерите на СДСМ. Господине Циц, бидете доблесни. Кога можете да ветувате, можете и да ја признаете на граѓаните на општина Куманово дека не сте способни да ја водите ова наша општина. Вие станавте пример за градоначалник за тоа како не треба да се работи. Но што е важно тоа? Важно е и вие сте прв и пример во нешто, а тоа е неработењето. Граѓаните на Куманово нема повеќе да ви дозволат да ги манипулирате, а тоа ќе го докажат на изборите што доаѓаат во април. Пред се, вие ќе бидете поразени, а граѓаните ќе ви навестат што ве чека на локалните избори во 2017 година. Свесни сме дека вие, освен сопствените бизнис интереси, ништо друго не ви интересира. Но иако е така, не го уништувајте Куманово. Овој град има душа. Уште малку време ви остана.